Во овој подкаст рецензијата ја насловивме со "Македонците не го заразија Врање со корона, ниту се жалат србите", каде зборуваме за дезинформациите и извадените изјави од контекст со вакви наслови. Македонците носат корона во Врање, се жалат во Србија. Српски епидемиолог. Македонците го заразија Врање. Во градот се повеќе заболени од коронавирусот. Печаток во овие текстови е дека исклучиво македонските граѓани се виновни што српскиот град Врање станува ново жариште на коронавирусот во Србија. Изјава на епидемиолог од Врање е пренесена во текстови од 16 февруари, дадена на 11 февруари во програмата Белградска хроника на српскиот јавен сервис РТС. Епидемиологот Бранислав Теодорович одговара зошто има значаен пораст на новоинфицирани со коронавирусот во Врање. Македонските медиуми пак во своите текстови пренесуваат дека епидемиологот смета оти причина опуштањето на луѓето, но и како што пишуваат, инвазијата од македонските граѓани. При тоа порталот Експрес пренесува дел од изјавата на епидемиологот Теодорович. Не само што е турканица во Лидл, што можев и лично да се уверам, туку голем број гости од таа земја доаѓаат во угостителските објекти во Врање. Мерките мора да се однесуваат на сите, па и на странските државјани. Добро е и корисно за трговците и за државата што доаѓаат луѓе од таа држава, но мораме да се чуваме од тоа. Предупреди за Радиотелевизија на Србија епидемиологот Бранислав Теодорович по посетата на кризниот штаб во Врање, пишува Експрес. Што всушност каже епидемиологот Теодорович? Теодорович во вклучувањето на РТС вели дека прва причина за наглото зголемување на бројот на новозаразени е опуштањето на луѓето, вклучувајќи ги и тие што беа најдисциплинирани, кои поради повисоките температури излегуваат да прошетаат. Втор фактор, како што вели, масовното доаѓање на македонските државјани. Не е специфично само за Врање, туку и за сите наши погранични градови. Оние градови кои имаат доста добри продавници, како што е тоа Лидл во Врање. И тогаш од македонска страна, државјаните на Северна Македонија доаѓаат масовно, вели епидемиологот Теодорович, дополнувајќи изјавата со делот што го пренесуваат македонските медиуми. Епидемиологот сепак никаде во изјавата не зборува за инвазија на македонски туристи, ниту пак се жали дека македонците носат корона, или кажува дека македонците го заразија Врање. Овие текстови се дел од серијата текстови со изјави од изваден контекст, каде потоа се преобјавуваат од медиум на медиум без да се побара и провери изворноста на цитираната изјава. Во овака пренесената изјава се дезинформира, особено со сензационализмот во насловите, што може да предизвика говор на омраза и нетрпеливост кон цел еден народ. Авторите на овие текстови го прекршиле кодексот на новинари, каде во член 1 стои: точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно. Во принципите на информирање од кодексот пишува: почитувајќи ги етичките вредности и професионалните стандарди во пренесувањето на информациите, новинарите ќе бидат честни, објективни и точни. Според тоа, никој не кажал дека македонците носат корона во Врање, ниту го заразиле градот. Овој подкаст е наш придонес во разоткривање на дезинформации.